Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Наташа Мерсовска, а вие ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Мој гостин денеска Владимир Ристевски од Агенцијата за електронски комуникации. Добар ден, Ристевски, ви благодарам што ја прифативте поканата да гостувате во радиото. Добар ден и вам. Ви благодарам за поканата, особено чест ми е да бидам ваш гостин во Радио Слободна Македонија и поздрав од вашите слушатели. Ви благодарам. Поевтин роуминг за македонските граѓани од 30 јуни. Го исполнивте она што долго време го ветуваше Агенцијата за електронски комуникации. Тешки ли беа преговорите? Не може да се рече дека беа тешки, меѓутоа беа долги. Имаше премногу процедури кои што требаше да се испочитуваат за да биде се во законски рамки. Преговорите ги почнавме уште во минатиот август од 2014 година. Во септември, како што веќе неколку пати кажавме на сите граѓани во Република Македонија, во Црна Гора Република Македонија подпиша спогодба со останатите држави кои што учествуваат во оваа иницијатива, а тоа се Република Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. И после подпишувањето на таа спогодба почнавме да предлагаме односно измени во Законот за електронски комуникации, со кои што нас како регулаторно тело ни се возможи да направиме ваков тип на регулација на цените за роуминг и во голема продажба, но исто така и во мала продажба, што особено ги интересира нашите граѓани. Така, колку ќе изнесуваат сега цените на минута разговор, СМС пораките и интернетот? Цените ќе бидат драстично намалени од сегашните, во зависност од каков тип на услуга ќе користат, ќе бидат намалени во различен процент. Најголемо намалување од 91% ќе има во користењето на интернет, додека се наоѓаат во роуминг, во друга мрежа. Намалувањето на разговорите изнесува околу 60%, а на СМС пораките од 40 до 50% во зависност од која држава се праќа пораката. И тие скалесто ќе се намалуваат до уште поголемо намалување во наредната година и во 2017 година конечно ќе бидат наместени или сетирани на цени од 11 денари за минута разговор, од 6 денари за порака и од 12 денари за 1 мегабајт во роуминг. Црногорскиот телеком поднесе тужба против ваквиот договор. Имате ли информации што е одлучено? Секако дека имаме информација дека поднесена тужба до нивниот управен суд, меѓутоа ние сметаме дека не е основана таа тужба. Веројатно нивниот телеком се труди да добие на време или некако на некој начин да одложи ова наша иницијатива, меѓутоа не верувам дека ќе успеат во тоа, затоа што решенијата се веќе донесени. Дури да има таква постапка во црногорските судови, не се одлага извршувањето барем од наша страна. Нормално е телекомуникацијските компании да се жалат на ваквата одлука со оглед на тоа дека им се намалува профитот за нив. Имаше некаква реакција од македонските телекомуникацијски оператори? Имаше, меѓутоа мора да разбереме дека не е констатацијата дека ќе се намалат приходите од ваков тип на услуги не е сосема точна, зашто со намалување на цената на различните типови на услуги не значи дека ќе се намалат и вкупните приходи кои што се остваруваат од страна, кои што ги остваруваат од телекомуникацијските оператори во Македонија. Затоа што со намалување на цената очекуваме да се зголеми и употребата на услугата. Тоа значи дека ако македонските корисници, например, во анализата која правевме во 2014 година, видовме дека во 2013 година за интернет, например, цела Македонија во 2013 година имаше користено негде околу 60 гигабајти интернет, што е многу малку. Мислам дека тоа за едно семејство сега во сегашни услови е малку, камоли за цела држава. Сите три оператори во овие држави кои што беа анализирани. Затоа сметаме дека со намалување на цената, и затоа и беше најголемо намалувањето на интернет сообраќајот од 91%, кој што е навистина голем процент што се постигнува, сметаме дека драстично ќе се зголеми употребата на таквата услуга. Тоа ќе значи дека ќе се надополнат намалувањето на цената, од друга страна ќе надополни преку зголемување на сообраќајот приходите. Така. Затоа сметаме дека нема да има драстично намалување на нивните приходи.
Мислите дека сега повеќе ќе зборуваат преку телефонски оператор нормално отколку Viber, WhatsApp, тие што не заплаќаат услуги? Тие услуги се веќе посебен пазар и мислам дека иднината на ICT индустријата ќе биде се повеќе насочена на таа страна. Меѓутоа, тоа не влијае врз овој сосема друг пазар за роуминг, за користење, затоа што и Viber да користите и WhatsApp, сепак треба да користите интернет за да може да пристапите на мрежа. Сметаме дека зголемувањето на приходите од зголемениот обем на сообраќај, посебно во интернет пазарот, ќе ги надополни сите тие загуби кои што би се случувале од разговорите или од SMS пораките. Дори таквите трендови се случуваат и на домашните пазари, значи не е тоа карактеристика само на пазарите во странство, односно кога луѓето се наоѓаат во роуминг и кога се наоѓаат во Република Македонија, луѓето се повеќе и повеќе користат услуги кои што условно викаме дека се бесплатни, меѓутоа сепак треба да имат интернет, а за користењето на интернет сепак му плаќате на вашиот оператор. На една пресконференција министерот за информатичко општество Иво Ивановски најави дека се размислува за регулација на токму нови услуги и бесплатните условно кажано Viber, WhatsApp, Messenger. Меѓутоа не објасни што подразбираше под таа регулација. Дали би се наплаќале, дали се размислува во таа насока? Не. Колку што се сеќам на изјавата, тоа беше изјава дадена дека телекомуникацијските оператори бараат од страна не само на Република Македонија, од страна на сите влади во светот, ме се чини посебно во Европа, да се воведе некаков тип на регулација. Меѓутоа, тој тип на регулација се однесува во однос на заштитата на личните податоци, доверливоста на комуникациите и останати работи кои што се поврзани во практичното користење на таквите услуги. А кај нас веќе уште од февруари оваа година е во важење правилник со кој што се забранува секакво, ние го викаме условно менаџирање на интернет сообраќајот, а тоа значи одделување на сообраќајот во зависност од каков тип на услуга се користи, дали користите вие да сурфате или да пребарувате на Google или да користите Viber или што и да било друга апликација, операторот нема право да го менаџира сообраќајот, а со тоа нема право и да ви наплаќа за таков тип на услуга. Тоа значи дека не станува збор дека Република Македонија или па ние како регулатор размислуваме да се воведе какво и да било плаќање на таков тип на услуги. Тоа е сосема различен пазар од тој што го регулираме ние. Дали Агенцијата за електронски комуникации ги има сумирано податоците за првиот квартал? Да, делумно ги имаме сумирано, меѓутоа ние сега го објавуваме во теков на наредната недела за четвртиот квартал. Затоа што имаме договор со постапуваме по законот и ги чуваме доверливите податоци, ги објавуваме со каснење од 3 месеци од кога е завршен кварталот. Значи, наскоро ќе го објавиме и првиот квартал, меѓутоа сега го објавуваме четвртиот квартал. Што покажуваат податоците за четвртиот квартал? Кој е лидер во телекомуникацијскиот пазар? Добро, има различни пазари. На секој пазар си има некој кој што е доминантен, се разбира, на пазарот за фиксни говорни услуги, се уште е Македонски Телеком и како историски оператор очекувано е да биде тоа. Меѓутоа драстично се разликува пазарот од година во година. Минатата година Македонски Телеком беше нешто повеќе од 60% доминантен на пазарниот удел кој што го има во говорните услуги. Во пазарот за интернет, иако Македонски Телеком исто така е доминантен, тој има негде околу 43% од пазарот, а останатите проценти отпаѓаат на алтернативните оператори, што нас особено не радува затоа што со тоа се зголемува конкуренцијата. Ако гледате историски, пред 2 или 3 години имаше повеќе од 55% Македонски Телеком, а сега алтернативните оператори се поголем дел од пазарот заземат. Во мобилните комуникацијски услуги исто така имаме во четвртиот квартал релативно конкурентен пазар во Република Македонија, каде што Македонски Телеком има негде од пазарниот удел 46%, а останатите оператори имат 28 и 26 некако проценти, со не цели бројки сега ги заокружив на брзина, Алба Фонд како виртуелен мобилен оператор има нешто повеќе од 1,2% од пазарниот удел. Господине Ристевски, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, да ги слушнеме рекламите, па ќе продолжиме со разговорот.
na Boga kamenja ne sme vrlale, od drugi poveke ne sme grešele. Zove na nadež, za troška ljubov, za malku sreća žive me. Pesni stihovi, celi fermani, noki nespani, solzi soleni, zove na nadež, za troška ljubov, za malku sreća žive me. Drvo, istina je, na dvore proleći visme. Čudnivo drvo, čudni tripati, zajedno da sme ja si ti. Kako dečinja od hlebe dušnati, ne stanува me, a veke plavne. Тоа е ова, ова е тоа, тоа е тоа, тоа е се. Drvo, istina je, na dvore proleći visme. Čudnivo drvo, čudni tripati, zajedno da sme ja si ti. Вечна пролет, со тебе сум јас, ти ме обземаш, ми оставаш траг и ми даваш полет. За мене, за нас, мрак осветлуваш. Сакам да те допирам силно, да те чувствувам до крај на безкрајот. Земи ме, носи ме, со тебе имам се, соништа и пурпурни неба. И кога имам се, најважна пак ми е, љубовта е се што ми треба. Љубовта е се што ми треба, е се што ми треба, е се што ми треба.
Нема тука трикови и нема лажни стихови. Не, не, не. Нема тука чувства празни. Има сила, факти важни. Ти ме изпълнуваш. Земи ме, носи ме, со тебе имам се. Соништа и пурпурни неба. И кога имам се, најважна пак ми е љубовта е се што ми треба. Земи ме, носи ме, со тебе имам се. Соништа и пурпурни неба. И кога имам се, најважна пак ми е љубовта е се што ми треба. Љубовта е се што ми треба, е се што ми, љубовта е се што ми треба. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки Владимир Ристевски од Агенцијата за електронски комуникации. Господин Ристевски, растат ли представките од граѓаните до Агенцијата за електронски комуникации токму против телекомуникацијските оператори? Агенцијата за електронски комуникација посебно внимание посветува на правата на крајните корисници во Република Македонија. Ние во неколку наврати во изминатите години имавме големи кампањи со кои што се трудевме на нашите граѓани, на корисниците за електронски комуникацијски услуги да им објасниме кои се нивните права. И очекувано од таквите кампањи имавме голем одзив и голем број на граѓани се запознаа, некои за прв пат се запознаа со нивните права. И нас особено што не радува си ги побара нивните права од страна на нивните оператори прво, а ако не биле задоволни и од нас како Агенција за електронски комуникации. Ние, знаете, уште поодамна воведовме дури и број посебен 190 на кој што бесплатно можат да се јават сите граѓани во Република Македонија и да постават прашање во однос на нивните права во зависност од каков тип на услуга користат. Исто така воведовме електронско поднесување на представки како што ги нарекувате, ние ги викаме барање за решавање на спорови со нивните оператори. Можете писмено да ни се обратат по пошта или лично да дојдат кај нас. Ние имаме и одделение кое што е задолжено да комуницира со граѓаните секојдневно и секојдневно примаме кај нас голем број на граѓани. Да, во изминативе 2-3 години драстично се зголеми бројот на граѓани кои што пристапиле на некој начин кај нас. На што се жалат најмногу? Па најповеќе зависност од периодот и мислам дека многу зависи од тоа што работиме ние како агенција, но и што се трендови на пазарот за електронски комуникации. Во минатото најголем број на представки, најголем број на жалби што ги имавме од страна на корисниците се однесува на цената на нивните услуги или пак на неправедно, условно кажано, неправедно наплатени некои средства за кои што корисникот не добил услуга. Меѓутоа со тек на време и предпоставувам и зголемување на свесноста на граѓаните за нивните права, нашите активности во таа сфера, таквиот тип на приговори се повеќе се намалува, а исто така и сме сведоци на намалување и на цената на услугите на пазарот во Република Македонија. Меѓутоа тоа е за наша радост да речам, затоа што најпосле има нешто што се случува и друго, освен приговорите за цени, се повеќе корисници се жалат на квалитетот на услугите сега што ги добиваат од страна на нивните оператори, што може да значи дека повеќе нема толку голем проблем во однос на цената која што плаќаат. Меѓутоа, луѓето стануваат се повеќе свесни за тоа што го плаќаат, сакат да добијат квалитетна, доверлива, брза услуга. Најповеќе во минатата година имавме приговори, на пример, во однос на квалитетот на мобилниот интернет и исто така и за фиксниот интернет. Имаше исто така голем број на приговори кои што се однесуваа на ТВ услугите,
кои што ги добиваат од нивните оператори кои што пренесуваат ТВ услуги и сето тоа заедно нас ни даде еден мотив да направиме измена во нашиот правилник кој што ги регулира односите помеѓу операторите и корисниците и сите овие приговори некако, барем ние си мислиме така, дека ги преточивме во некои правила, некои норми кои што треба да се почитуваат на пазарот од страна Сега почна да вложуваат телекомуникацијските оператори за да го подобрат квалитетот на услугата? Па се надевам дека го прават тоа. Точно е дека сме сведоци и ние како агенција ги следиме нивните мрежи, гледаме дека се прават напори, се разбира, се зголемува бројот на базни станици во државата, LTE технологијата се повеќе навлегува. Минатата година бевме сведоци дека голем број на базни станици беа поставени за обезбедување на LTE услуга, односно услуга од четвртата генерација на мобилни комуникацијски услуги, што најповеќе очекувано се користи за интернет. И сите три мрежи ги поставуваат нивните мрежи на LTE технологија. Ние сме релативно задоволни од тоа што сега се случува на пазарот, меѓутоа тоа не значи дека ќе престанеме да речем на условен начин да ги притискаме операторите за да ги зголемат квалитетот на нивната услуга, зашто навистина граѓаните го бараат тоа. И со овој правилник мислам дека што го споменав дека се повеќе се посветува внимание на квалитетот на услуга. Ние ги задолживме операторите. Например, заради тоа што имавме голем број на приговори за променување на каналите во операторите кои што нудат телевизиски услуги, ние ги задолживме дека немаат право еднострано да ги менуваат каналите, односно дека за секоја промена треба да го известат нивниот корисник и доколку се согласи тогаш да му понудат замена за тој канал или доколку не се согласи за таква промена, има право да го раскине договорот без да плаќа пенали за предвремено раскинување на договор. Се разбира доколку има опрема земена од операторот, тоа секако треба да се надомести. Од кога стапува на сила доколку корисникот не ја добие услугата која што потпишал договор да може да се раскине? Стапено е во сила веќе. Ние во изминатиот период имавме некој период од кога стапи правилникот на сила на операторите да се усогласат на тие правила кои што се наметнаа со тој правилник и операторите се усогласуваат. Рокот е изминат. Сите оператори нас ни доставија нови типови на договори кои што агенцијата ги одобрува за да може да бидат применети на пазарот и постапија сите оператори по однос на тоа. Очекуваме дека сега на пазарот новите договори што се потпишуваат се целосно согласени со правилникот. Ова се однесува само за новите договори кои што се потпишуваат или може јас доколку имам потпишано договор на 2 години со некој кабловски оператор да го раскинам ако не ја добијам услугата која што претходно била договорена? Во однос на скоро сите одредби кои што се однесуваат на правилникот не може да се применуваат ретроактивно. Тоа значи дека за тие што ќе ги потпишуваат договорите од сега натаму, ќе ги се разбира затоа што се работи за договор помеѓу две страни. Ние ги задолживме операторите да ги изменат нивните договори кои што сега ќе ги потпишуваат со корисниците. Ако сега потпишете договор со оператор, ќе важат одредбите кои што се ставени во договорот кој што го потпишуваат. Ретроактивно не може да важи, освен во делот со листата на канали кој што треба да биде содржана. Сите оператори имаат обврска на сите нивни претплатници да им ја достават таа листа и тоа е по законот за аудио и аудиовизуелни услуги кој што важи од декември 2013 година. Значи со овој правилник ги задолживме дури и за тие корисници кои што претходно имаат потпишано договор, од кога стапи во сила законот за аудио и аудиовизуелни услуги, да им ја достават таа листа на канали. Од моментот кога ќе ви биде доставена, тогаш имате право што е предвидено во правилникот, односно доколку се промени, ви имате право да го раскинете договорот. Ако се промени, веќе договорот ми е на 2 години, не од новите, може да се раскине? Операторите треба да ви ја достават листата и ако имате веќе потпишан договор. Од кога ќе ви биде доставена листата и вие се согласите за таа листа, тогаш нема повеќе право еднострано операторот да го менува договорот, условите од договорот, односно листата на канали. Се чека одговор од Антимонополската комисија за спојување на VP1. Имате информации до каде е постапката?
Постапката не е внимателна, ја следиме, меѓутоа тоа е во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата во Република Македонија. Се разбира, ние имаме контакти со нив. До сега неколку пати сме имали со станоци, ги обезбедуваме доколку имат некаква потреба за податоци од наша страна или за наше мислење. Меѓутоа сепак тоа е одлука која што треба да ја донесе Комисијата. Ние не знаеме се уште каква ќе биде нивната одлука. Меѓутоа ние се прилагодуваме и си правиме сценарија кои се можни решенија и предвидуваме во иднина да ги преземеме сите активности кои што се во наша надлежност да се прилагодиме на пазарот кој што би постоел и доколку има таков тип на спојување и се разбира доколку нема таков тип на спојување. Како би се одразило евентуалното спојување? Па, искрено кажано, во теоријата, зашто практично прв пат се случува кај нас таков тип на спојување. До сега сме имале спојување на различни пазари, например како што се случи помеѓу ВИП и Близу. Меѓутоа тие се на различни пазари, не се на истиот пазар. Сега прв пат во Македонија се случува спојување на еден пазар, односно на пазарот за мобилни комуникацијски услуги, кој што релативно нема можност да има неограничен број на оператори или поголем број на оператори. Во Република Македонија има три физички мобилни оператори и еден виртуелен. Прв пат се случува такво нешто и затоа ние може само теоретски да го разгледуваме. Гледајќи ги искуствата од другите земји во Европа каде што се случило такво спојување, постојат повеќе можности што може да се случат. Во некои пазари, во зависност од состојбата на пазарот, се зголемува, например, иновацијата во тој пазар, зашто трошоците за инвестиции се за еден конвергентен оператор помали отколку повеќе оператори кои што се распарчени на помали пазарни удели. Тоа значи дека операторот може да се дозволи поголема инвестиција отколку ако се два мали оператори. Тоа е едно сценарио. Се разбира, секојаш постои опасност од олигополска ситуација на пазарот, меѓутоа во теоријата има разноразни начини на кои што и Комисијата за заштита на конкуренција, меѓутоа и Агенцијата за електронски комуникации може да преземе мерки за да се спречи таков тип на однесување на пазарот, се разбира, кој што е противзаконско, да напоменам во меѓувреме. Меѓутоа мислам дека доволно и доволно со кадар опремена и Комисијата за заштита на конкуренција за да донесе правилна одлука, со која што можеби ќе им наметне некакви услови за да се спрече таков тип на однесување, а за Агенцијата за електронски комуникации можам слободно да тврдам дека и ние сме подготвени за една таква ситуација и мислам дека нема да има таков проблем во Република Македонија. Или ние ќе преземеме се да не се случи таква ситуација. Има ли простор за уште еден мобилен оператор на македонскиот пазар? Па тоа темпо, знаете дека секогаш зависи од пазарната ситуација, секогаш има. И ние и дури да се направи спојување на овие два оператори кои што се релативно големи во Република Македонија, мислиме дека ќе има влез на други оператори и тоа очекуваме прво влез например на виртуелни мобилни оператори, зашто кај нас и до агенцијата пристигнуваат многу компании кои што би сакале да работат со тој бизнис и веќе имаме контакти со некои можни такви оператори кои што би влегле на македонскиот пазар. Се разбира од темпото на нивното зајакнување, да речам, во иднина и нивното пазарно дејствување, може да се очекува, се разбира, да станат и физички мобилни оператори. Може да ни откриете кои се имињата или барем од која земја се? И каде се присутни? Не би можел да откриам, зашто се уште не сакам да ги нарушам нивните пазарни планови. Меѓутоа, сите нотифицирани па се јавно достапни на нашата веб страна. Имаме 8 нотифицирани во моментот оператори со таков тип на услуги. Се разбира, не се сите активни, меѓутоа, во зависност од пазарната ситуација, те можат да бидат активни уште од наредниот ден, например. Моето последно прашање до вас, господине Ристевски, е кои се предизвиците на АЕК во наредниот период? Што може граѓаните да очекуваат? Мислам дека не тешко да прашање ми го поставивте денес. Има голем број на работи кои што очекуваме дека ќе се случат. Пазарот за електронски комуникации е многу динамичен.
и веќе излегуваме од една сфера каде што може да се зборува за телекомуникации во едно општество, туку преминуваме во една дигитална економија. Ние си го викаме дека е дигитален екосвет или дигитален екосистем и веќе од страна на Агенцијата за електронски комуникации се трудиме да се прилагодиме на едно такво општество, на еден таков пазар. Тоа значи дека очекуваме целосна конвергенција на услугите, очекуваме окрупнување на операторите, кој што ќе се случи без разлика дали ќе има спојување на мобилните оператори, ќе има окрупнување на различни пазари, како што е случајот со VIP и Близу или некои други оператори. Еве, очекуваме дека Македонски Телеком и T-Mobile во скоро време ќе станат еден оператор, зашто имаме и најава за такво однесување. Тоа во една таква околина која што ќе биде конвергентна во компанијскиот дел, да кажам, очекуваме дека ќе се преслика и на пазарниот дел, односно на услугите кои што се нудат на корисниците. Очекуваме дека сите услуги ќе почнат да се нудат во некој пакет, како што имавме Triple Play или Quadriplay. Меѓутоа, очекуваме во многу брзина во таквата комбинација да се вклучат и друг тип на услуги, како што се, например, мобилно плаќање или како што се други сервиси услужни кои што можат да бидат понудени од страна на операторите и во еден пакет за корисниците кои што ќе добијат по квалитетна услуга од нивниот оператор, зашто ќе бидат спремни се разбира да платат во зависност од нивните можности. Исто така во однос на техничкиот дел очекуваме влез на петата генерација на мобилни комуникацијски услуги, иако пред неколку години во Македонија се воведе четвртата генерација, веќе во светски рамки каде што и ние учествуваме со наши тимови, цел свет се подготвува за петата генерација на мобилни комуникацијски услуги. Кога може да се очекува? Па плановите например Samsung, на Huawei се дека од 2018 година ќе почнат со тестирање на терен со нивната технологија и негде почетокот на 20-тите години ние очекуваме да биде комерцијалниот старт на таквиот тип на мрежи. И наистина не сакаме ние да бидеме нити малку поназад од барем во технолошкиот дел од другите земји во светот и мислам дека и кај нас паралелно со воведувањето во светски рамки ќе биде и кај нас. Како што се случи и со LTE, ние бевме од балканските простори меѓу првите држави кои што има LTE, веќе комерцијално во Република Македонија, а си мислиме дека дури и побрзо ќе успееме да воведеме петата генерација во Република Македонија, отколку што беше четвртата, например, генерација. Тоа не дека многу сме мерак, да кажам, за нов тип на услуги, туку затоа што таков тип на технологија ќе возможи еден друг отворање на еден друг пазар, што популарно се нарекува интернет за се или Internet of Things или Internet of Everything и не знам, се уште има еден куп на имиња за една иста услуга. Тоа значи дека очекуваме дека многу брзо огромен број на уреди ќе бидат поврзани на интернет и ќе бидат на некој начин понудени нови сервиси, нови услуги, како што е например возило без возач, како што е управување на температурата во домот, како што е управување на производствените капацитети во фабриките, например, и сето тоа поврзано на интернет преку некој клауд технологии или дури фог технологија или технологија во магла. А ако има технологија во облак, има и технологија во магла. А се преговарали со соседните земји Бугарија, Грција за поевтин роуминг? Преговорите кои што би се случиле со државите кои што се членки на Европската унија морат само да се решаваат интегрално, односно ние се уште не сме откажани од идејата, таквите преговори и се уште ги продолжуваме со Европската комисија за воведување на, не знам, некаква иницијатива на намалување на цените на нашите корисници кога се наоѓаат во државите во Европска унија. Не може поединечно да го решаваме проблемот само со една држава, зашто според нивните закони имаат солидарност во регулативните мерки, но ние продолжуваме и понатаму да преговараме со Европската комисија во однос на усогласување на роуминг цените со државите членки на Европска унија. Господине Ристевски, јас ви благодарам што бевте гостин во Радио Слободна Македонија. Ви благодарам и вас.
Овде завршува уште една емисија Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Со мен уредник и водител денеска е и Далибор Зафировски, техничка реализација, а музиката е од изборот на Иван Бечковиќ, музичкиот продуцент. Со нови содржини слушајте на и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.